Денеска живееме во време на глобални трендови и дека ако се сложиме дека примарната или една од примарните функции на универзитетот е да спрема кадри кои што ќе можат да се соочат со она што ги чека после завршувањето на универзитетот, и ако предпоставиме дека поголемиот дел од кадрите кои што ќе завршат факултет треба да најдат вработување во индустријата за која што тој факултет е наменет, тогаш мораме да бидеме свесни дека поради фактот на глобализација постои потреба од глобални знаења кои што не се баш нужно локални. Нашите студенти може да најдат работа насекаде во светот. Тоа е прва работа. Втора работа, како што постои глобализација на индустриските процеси или на сервисните процеси, така постои глобализација во образованието. И доказ за тоа е и фактот дека денеска постојат стотици, дословце стотици бесплатни курсеви кои што се издадени од еминентни универзитети, од универзитети кои што по било кој начин на рангирање секогаш ќе се наоѓаат во врвните 100, 200 или како што тоа во Македонија популарно се каже во врвните 500 места од некакво рангирање. Сега тогаш имате два проблеми. Имате проблем добро, образованието може да биде бесплатно ако се запишете на некој таков онлайн курс. Втор проблем, треба да дадете некакви вредности на вашите студенти кои што ќе обезбедат тие во нивната работа да бидат подобри, поуспешни и така натаму. Од една страна, а од друга страна имате проблем, а кој ќе го плати тоа образование? Ние во Македонија сме можеби дури на добар почеток да го дадеме одговорот за тоа што практично македонското високо образование, барем на државните факултети, е скоро бесплатно. Меѓутоа, поради сите овие предизвици со кои што македонското високо образование се соочува, потребно е да се направи некаков системски пристап. Еден пристап кој што се случува и кај нас е пристапот кој што најбо беше илустриран на претходната сесија. Значи, постојат островца, иницијативи, мали групи на луѓе кои што сакаат да изградат некаква заедница и потоа таа заедница евентуално да дозволиме да порасне и да се понуди некакво решение. Меѓутоа, јас би преферирал, па поготово високото образование, тој пристап да биде некако по-системски направен. А еве ние на нашиот факултет веќе неколку месеци работиме на изготвување на видеоматеријали на што е можно поголем број на лекции од поголем број на професори. Зошто? Ради тоа што сакаме да настапиме системски.